Ноќите по бидат и да таванот беа најубавите часови во домот. Тука, на слобода, со илјади звуци, бои и желби. Го чувствуваш тоа. Го впиваш во себе и одлазливо црно полжавче одедаш стануваш нешто големо, чудесно, живо. Во твоето балечко исплашено срце се раздвижува джиновски бран. Гледаш се руши зидот. Во твојата душа се втиснува радосно чувство дека ќе се исполнат желбите. Кликнува во тебе, се отвораат твоите слаби гради и од нив кон небото излетува чудесна птица со златни перје. Со часови потоа без некој да може да ви забрани летате над водата. Кријата ви се силни како кај млад гулаб што се родил тука, во топлите седела на старите стени. Страшното рикање на брадовите, таа силна бура онаа ноќ кога дојдовте на свет, тој голем страв, неизвестност, се губи бигум оној час кога вашето светло, леко крило ќе го допрема од безкрај на пространството. Леташ без умор, без крај, лудо. Те мамат невидени, волшебни предели, еден од друг поубави, посветли. До тогаш нешто слично не виделе твоите очи. Како магнет те влечат кон нешто уште поубаво, посветло, вечно. Проклет да бидам, вечно. Јурејќи се сретнуваш со смртта. Слушаш некој од децата во сонот, во тихата, глува ноќ, вриснува како да му ставил некој нож под грло. Гледаш ококоравени лица на смрдливите постелчиња, уште во сон, во будило, во треска. Тогаш, како луд, трчав на тоа место на таванот. Се прашав, молктејќи се низ големите пајажини, каде е тој рид, тој проклет рид што некој од децата го нарече Сентерлевиот. Една пролет, смртта на звонарот. Звонарот беше единствениот човек затекнат во домот од стариот персонал на болницата. Порано се откри, нашата светлост била вила Мир, специјално за душевници. Еден од нив беше и звонарот, другарот Анески. Но не може да се рече дека тој сосема беше луд. Уште помалку треба да му се префрли дека не си ја знаеше својата работа. Тоа беше негов стар задаец, се колдам. Господе, како можеше тој да издржи? Тоа беше вистинско чудо. Ако веќе зборуваме вистината, каков лукав и препреден беше тој, каков вретено беше другарот Анески. Тогаш ќе треба да му симнеме капа, да му се поклониме. Очигледно разбра итрецот дека неговите луди постапки му се допаѓаат на татенцето, па тој тераше до крај. Нашиот звонар прекрасно знаеше да си ја чува карактеристиката. Еднаш тој цела ноќ не можеше да заспие. Го болеше левиот катник. Никаде место не го земаше. Што не пиеше? Стави и корен од коприва, од некаде се издајди и ракијица, но болките никако да престанат. Садоќ овкаше на глас, проклет да бидам. Минеше од спална во спална, овкајќи да си од глас само за да не спиеме и ние. А кога некој од децата смејќи се исто како него офта, тогаш тој сосема излуде. Иако беше ноќ никоја доба, полноќ нареди да се построиме во дворот. Тоа беше зимска, декемвриска ноќ. Беше сува, студена зима, камен пукаше. Насекаде наоколу беше глуво, само лутиот ветар остро како коса минеше над земјата. Ситниот снег како глогов трн удираше по нашите лица, пискаше секој предмет, пискаше земјата. Тоа беше сигурно најпуста ноќ во светот, празот е закова на земјата. Се колдам, болките го напуштијат звонарот, му помина болот, оздраве. Невозможно речете, но тој се излечи. Проклет да бидам. Да не завршеше така ненадајно оној ден, може би денес далеко ќе дотераше. Што имаше врска тоа што беше луд? Уште поубаво. Секоја задача ја исполнуваше без збор. Не, се колдам, не се шегувам. Ќе беше од него човек, градител и слично, само ако тој ден не се опаметеше. Неговата покорност, неговата понизност, пожртвуваност и дисциплина набргу го изфрлија на површина. Токму така, го изфрлија на површина. Ако запнеше, тој можеше да си прибави и одлична биографија.
Едно време се предесе дека имено тој, другарот Адести, бил организатор на некаков бунт во болницата и така нешто слично, што не беше за подценување. Меѓутоа, за вистината, тој беше поскромен човек. А над сето веќе смртно беше заљубен во својот позив и канбанчето. Проклет да бидам, канбанче. Например, ниту еден единствен пат не се случи тој да се оддели од камбанчето со кое не будеше. Некои од децата што не му сторија за да се откаже од таквите лудори, но тој упорно си го тераше своето. Нема што, тој имаше нешто константно во својот карактер. Камбанчето и ќустијата ги држаше во својот кревет како брачни реквизити. Навистина не беше толку луд другорот Адески, тој напросто совршено добро ја познаваше душата на нашето татенце Аритон Јаковлевски. Се разбира и самиот ред. Ете, знаеше дека управата секојдневно војува со Кејтеновиот син и немаше изутрина тој прв кај него како изуловен да не налета над неговото креветче. Боже, беше несреќен, па толку патеше што не можеше барем еднаш да го начека заспан. Проклет да бидам, тој сам си ја навлече смртта на врат. Будењето имаше два дела. Првиот дел беше нормалниот, кога звонарот имаше сосема мирољубив однос. Проклет да бидам. Некој измислил нормален однос кон будењето. Во таков случај звонарот во одреденото време се качуваше на малата бина што беше поставена среден двор и од тоа место почнуваше со своето звонење. Мислам немаше жив што не можеше да го чуе. Сигурно од домскиот звук се будеше и целата околина се тргаше од својот сон. Вториот дел од будењето беше поврзан со будниот карактер на звонарот. Како секој потчинет и робски човек, тој беше смртно исплашен за својата бедна иднина. Секој закаснување во стројот тој го разбираше многу лошо. Мислеше дека е тоа вперено директно против него за да му ја расипеме карактеристиката кај татенцето. Едноставно таквите луѓе се полни со страв. Се да прегаат над своите способности, живеат на штрек. Од ден на ден стануваат се побездушни, послепи. Ете зошто звонарот и преку редот и преку се измисли прв и втор дел на будење. Може би ноќта не спиел додека дошол до тоа, додека се досетил за такво нешто. Зар тоа не е најсвирепо, најстрашно самоубиство, на час кога би му се избистрила малку матната глава. Проклет да бидам. Какво ужасно слепило, каква незамислива казна. Звонарот кога ќе се појавеше во спалните чиниш дошла чумата. Тој беше толку суров и во исто време лукав што не дозволуваше никакво муштување. Замислете си еден човек без сон колку може да го почитува сонот на другите. А нашите детски срца од сите четири страни беа полни со соништа. Блика! Замислете еден таков човек да ви биде чувар на вашиот сон. Каков ќе биде тој сон? Не оставаше да не дзирне и под постелите. Насекаде каде можеше да се пособнева неговата болна глава. Секаде каде можеше да биде сонот, тој го годеше. Го годеше како свој најголем непријател. Така и беше. Тој се плашеше од сонот. Проклет да бидам. Се плашеше. Очигледно никогаш немаше мирен сон. Кога се пробудуваше изгледаше избачен и длабоко несреќен, претепан. Оставаше впечаток на човек што се враќа од долга робија. Природно, секоја негова постапка одеше во крајност, што во почетокот изгледаше и забавно. Понекогаш тој не си веруваше и на сопствените очи. Предпоставуваше дека и ние би го излажале. Кутриот. Во се собневаше, во себе, во другите, во денот, во ноќта, дури во земјата што ја газеше под себе. Ќе влезе во клозетите, ќе ги отвори шифонерите, ќе дзирне под креветите, насекаде. Шутиот тоа го изведуваше на мощен духовит начин, но не и непресметано. Набар го потоа свативме оти што не смееме да се шегуваме со звонарот. Зашто ќе се случи ли сепак некој да биде фатен каде што не му беше местото, тогаш тешко нему. И со лекарско уверение беше ризично да се остане в кревет. Лудакот не оти ќе те праша, потегнуваше со железото и што ти пишал Господ? Проклет да бидам, што ти пишал Господ? Сепак, најстрашно беше кога ќе запенавеше, кога без никаква причина ќе се разбестеше и ќе фатеше некое дете да дави.
Тебе, скоте, во подрумот! Излудуваше, во подрумот, Арамио! А ако се осмелите некако и да го прашате зошто сте му украле, тој тогаш без борбе загледува со еден таков страшен, ужасен поглед што е потежок и од секоја казна. Без збор ќе ве грабде за шија и ќе ве влече кон подрумот. Во домот имаше повеќе непријатни беста, такви беста кои, ако можете, поубаво би било да ги заобиколите. Но подрумот беше нешто друго. Подрумот никој не знаеше што беше, никој не знаеше што се крие во подрумот. Никој до тогаш не беше дзирнато во тој дел од домот. Зводарот беше потполн и единствен господар на подрумот. Клучот му висеше околу гуша како крст. А тоа веќе беше доволно за да го почувствувате стравот со сета своја тешина. Другарот Анески беше роден за тоа, беше работилница за страв. Проклет да бидам. Кетен така го викаше, работилница за страв. Може би заради тоа татенцето, и не само татенцето, туку целата управа толку многу полагаше над зводарот при воспоставувањето на редот. Во тој поглед зводарот беше Господ. Се колнам, Господ. Лудаци. Проклети лудаци со зид во очите. Слепи. Еден ден, сепак, тоа будалиште беше добар. Прогледа. Проклет да видам. Прогледа. Беше добар како јагне. Тоа беше негов ден. Праздуваше, полуда од среќа. А имаше и причина, вистинска причина. Тоа што тој успеа да го постигне во однос на редот беше на таков степен што предизвикуваше општо воодушевување. Тоа што векови ги мачало угдите длаботи луѓе, самосвеста, човечноста, една таква дисциплина нашиот зводар успеа да го постигне во текот на една година. Проклет да бидам, слепи. Еден ден беше многу бурен. Садоќ дуваше силен дождлив ветар. Од брегот доаѓа ужасни предсмртни крикови на птици. Не разбудија тие вознемирени страшни гласови. Никој во спалните не спиеше. Се чидеше божембурата влегла во домот. Кейтен, кој сигурно пред сите ја чул бурата, уште со првиот звук веќе беше излезен од спалната. Креветчето му беше празно. Каде е Кейтен? Праша едно од децата. Кейтен го нема. Тој час влезе Кейтен изврнат како лилјак. Очевидно беше среќен, лицето му светеше. Децата веднаш испоскака од креветите. Знаеја дека Кейтен нешто видел. Беше ангелосан, необично, тивко, среќно се смешкаше. Кажи што има таму, го прашавме. Од каде доаѓа овој ветар? Но неговата среќа брзо згасна. Со своите слаби, продзирни раце, еднаш, два пати, си го позабрише воденото лице и се чини, на тој начин си ја одзеде сете убавина што ја донесе од надвор. Пак тоа лице стана грдо, неубаво. Туѓо. Проклет да бидам. Туѓо. Домците почнаа да се туркаат околу високото неубаво дете. Методија Гришкост, едно момче од управата, подсилена од неколкуте своји другари, се дрзна да го бутне од позади, бараше кавка. Мудрецу, невидлива сило, што виде речини? Го виде ли твојот ѓавол? Го виде ли водниот дух? Каков беше сила? Личеше ли на тебе, а? Во очи му фрлаше тешки навреди и, охрабрен од Кейтеновата мирност, уште повеќе почна да го трпа. Остави го продадена душо, викав. Вика и другите деца. Собата личеше на лудница. За чудо, овој пат Кейтен остана сосема мирен, како воопшто да не го интересираше она наоколу. Личеше да човек патник што набидал само тука, случајно, кратко, што брзаше, што многу брзаше на својот пат. Истиот час како седиште пролета низ спалната, излезе. Тогаш како глупави овци, децата јурдаа по него. Беше се искачил на бината во дворот, го ловеше дождот. Проклет да бидам. Го ловеше дождот. Тоа беше прекрасен пролетен дожд, светол. И изутрина, ден. Меѓу два големи облака распуктати мало, тенко, слабо зраче болскаше со нова, убава светлост. Никој веќе не посака да се врати во смрдливите отровни спални. Се колнам, просто така се случи. Ова утро немаше потреба од звоно, ние сите до еден бевме во дворот. Звонарот ги отфрли очите, ќе му паднеа како отпуштени петлици, си го протри челото. Целата снага сигурно му гореше. Мајко било, тој не веруваше.
Почна да трча од одделение до одделение, да душка како загар, проклет да бидам, како загар, да се загледува во секое лице со таков израз како да препрашува: ти, скоте, тука ли си во стројот, каде си? И на крајот, од кога беше со себе сигурен, тој излуде од среќа. Проклет да бидам. Го фрли камбанчето од своите раце и преку глава истрча во управата за да ја соопшти радостната вест. Можете само да предпоставите како одекта до овоста во управата. Татенцето да успел барем да си ги закупча панталоните, ги држеше в раце и така одеше од одделение до одделение со оној ист ведар израз што пред малку се читаше на звонаревото лице. Скастредото бусташе на татенцето му светна, му се позлати. Значи, на крајот успеавме така, значи, на крај краишта им намигна на сонливите воспитувачи. Овие пак како воопшто да не беа среќни, очигледно се уште беа во сон, им се спиеше. Малку им беше криво што беа пробудени пред време, се колнам да ги оставеше човек така да нозе ќе преспие уште неколку века. Единствено и тогаш и подоцна како и за целиот свој живот што остана будна и се разбира како секогаш закопчена одгоре додолу беше другарката Оливера Срезовска, нашиот помошник управител. Очигледно таа не беше премногу израдувана, нешто како да ја гризеше црвец. Сепак, невозможно беше човек да остане мирен гледајќи го звонарот. Кутриот човек. Случајот со себе го стопи, го погоди в срце. Му свет таа очите, проклет да бидам, со тоа суштество тибало и топла солза. Никогаш да не поверува човек. Во неговото срце имало место и за ветар и за други такви лудории. Јас сега верувам, проклет да бидам, во секое човечко срце мора да има понекоја топла капка пролетен дожд и колку тоа да биде тврдо обвиено со мраз. Јас тоа го видов со своји очи и верувам во тоа како во чист ден, се колнам. Тоа утро изгреа и сонце. Може би и тоа разбрало за нашиот празник, околистиот веќе беше запознат, бараше реферат, како искуство за да се искористи. Татенцето најпосле си ги закопча панталоните, малку се сврте настрана и си ги закопча. В час ги пуштивме знамињата, ги уредивме бината, тоа го направивме за минутка. Од некаде се најде и цвеќе, дојдоа и другарите, референтот за спорт и култура другарот Дервутовски, референтот за општи работи другарот Вецески, другарот Елимовски, другарот Лажовски. Направивме еден митинг во чест на другарот Анески, нашиот звонар. Проклет да бидам. Митинг. Мајко моја, овој за час беше паметен, се пробуди. Сите ние видовме, очите му станаа така други. Не гледаше толку добро, мило, толку дежно. Проклет да бидам. Тој го напушти лудилото и тој се загледа вода со светли, човечки очи. Му се стопи каменот во градите, се стопи како капка пролетна роса при допир со силниот зрак. Едно топло пламенче како златен пајак му лазеше по избаченото и несреќно лице. Се колнам. За цело време тој не го слушаше говорот, аплаузите и сите други брливи работи што го заслепуваат човека. Со жедни очи гледаше само во нас, во секое дете. Кутриот човек. Одвај да го распознаеш зводарот тиранин. Невозможно, се колнам. Во тој бик секое детско срце беше со него, се молеше за неговиот беден живот. Тој го виде тоа и не можеше да го издржи. Немаше веќе никаква сила во себе несреќникот. Тој умира, ми рече ќетедовиот син. Тој пцојсува како бесно куче. Молчи, го поболев. Тој е сам, тој е со нас, пријателе. Ох, куторото човече, што си мислеше многу високо летало? Рече Ќејтен со горчлива наспевка. Ете, сега тој пропаѓа во темна бездна од која веќе никогаш нема да излезе. Зводарот тој ден конечно сосема полуде, неизлечиво. Со дедови не можеше ниту да јаде, ниту да спие. Одеше од дете на дете и туку те гледа со оној вкочанет бел поглед. Потоа пак ќе го прифатеа и ќе почнеше да бега, да се крие, да плаче, да вреска, се валкаше по земји, со глава удираше под зидот. За да не се бачи толку многу, го врзавме со јаже и го оставивме така врзан, помирно да умре. Гледавме како умира. Проклет да бидам. Ами не се умирало тако бргу и по желба. Умре во обичен ден.
Рано изутрина, пред да го нападнат мувите, се колнам, тој ги победи мувите.